Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Работниците во Југохром јавно побараа фабриката да работи. Тврдат дека се поставуваат филтри и дека во опасност е екзистенцијата на над 1000 семејства. Синдикатот на Југохром и околу 200 вработени по Пладнево пред комбинатот мирно протестираа, откако вчера раководството одлучи да ги згасне печките на фабриката. Протестот, како што велат, е насочен кон невладините организации, кои како главен виновник за аерозагадувањето во Тетово го посочуваа Југохром, кој под притисок на еколошките здруженија одлучи да го прекине производствениот процес. Синдикатот смета дека загадувањето на воздухот не е резултат на индустријските капацитети, а како пример го посочија градот Скопје. И скопјани се жалија дека Скопје е загадувач, фактички максимален загадувач. Меѓутоа испадна, они поставија филтри. Данас кога читам, Сабајле, центар на Скопје е многу загаден. Од каде? Работниците велат дека мерењата на квалитетот на воздухот деновиви по 1 јануари, кога Југохром ќе престане со работа, ќе докаже дека комбинатот во Јагуновце не е голем загадувач. Сметаа дека затворањето на фабриката има политичка позадина, а како главен виновник за аерозагадувањето ја посочи општина Тетово, која не презема мерки против загадувачите во градот. И сакаме да се направат мерување и денеска и во Јагуновци и во Тетово и после исклучувањето, за да докажеме дека Југохром не е загадувач. Кога ќе докажеме тоа, го поставуваме прашањето дали тогаш треба да се затвори општина Тетово, бидејќи таа сметаме ние дека е единствен загадувач на Тетово, а не Југохром. Протестите велат вработените ќе продолжат и во наредниот период, се додека Југохром повторно започне да работи. Управата на Југохром вчера преку писмено соопштение информираше дека фабриката нема да работи од 31 месецов до крајот на февруари наредната година. Одлуката, како што велат, била донесена поради големото аерозагадување, иако тие остануваат на ставот дека нивната фабрика не е единствениот, а уште помалку најголемиот загадувач во регионот. Додека трае прекинот на производството, од управата соопштија дека ќе работат на поставување на филтри на комбинатот. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Буџетот на општина Гостивар за наредната година ќе изнесува 1 милиарда и 91 милион денари. Советот го усвои буџетот со 17 гласа за. Опозицијските советници го критикуваа и не ја дадоа својата поддршка. Милиарда и 91 милион денари ќе тежи општинската каса на Гостивар за 2016 година. Советот на општината го усвои буџетот на денешната седница со 17 гласа за и без поддршка на опозицијските советници. Вкупниот буџет на општина Гостивар за 2016 година се проектира во износ од 1 милиарда 91 милиони 534 илјади денари или во споредба со претходната година зголемување за 14 милиона 534 илјади денари. Со тоа што основниот буџет учествува со 38,02%, самофинансирање со 2,16%, дотации со 57%, донации со 3,95% и кредити со 3,99% во вкупниот буџет. Советниците од НДП искажаа низа забелешки за буџетот, наведоа дека бил манипулативен, нереален и несоодветен на развојната програма која ги содржи предвидените проекти за наредната година. Координаторот на советничката група Весел Мемеди наведе дека 32 проекти кои ги има во програмата не се офатени со буџетот, додека за 6 други проекти воопшто не се совпаѓаат бројките во двата документи. Од секторот за финансии пак потенцираа дека во делот на капиталните инвестиции за 2016 Гостивар е над националниот просек. На расходната страна, односно кај капиталните расходи во основниот буџет за 2016 година,
се планирани на 32% за капитални проекти и тоа значи дека општина Гостива има развојна компонента за капитални инвестиции која е над просекот значи со другите општини на национално ниво и тоа за изградба на улици и патишта, водоводни мрежи, канализација, реконструкција, одржување на улици, училишни градби и други кои се наведени во програмите кои се составен дел во посебниот дел на буџетот за 2016 година. На дневен ред на денешната седница се најдоа и општинските програми за образование, спорт, култура, социјала и друго кои се однесуваат на активностите во наредната година. Советот на општина Брвеница денес ја одржа последната седница за оваа календарска година. На неа советниците расправаа за извештајот за реализираниот буџет за годинава што изминува и го усвоија планираниот буџет за следната година. Денеска имаме за ова календарска година и последна ќе биде, а воедно и се носи буџетот на општината. Јас би издвоил точката на дневниот ред што се однесува за буџетот на општина Брвеница, другите точки се редовни од активностите што зависно од програмата на општината. Вака, бидејќи сме во една завршеток на една календарна година, ние ги разгледавме сите реализирани проекти и технички, па и финансискиот дел. И секоја година ние се базираме на претhodната календарска година и се трудиме да проектираме буџет кој е реален и остварлив. И ова година, иако беше, како и стално велиме, тешка, кризна година, ние ето како така успеавме да реализираме 80% од проектираниот буџет, што за нас е, мислим дека во ред. 100% знаеме дека не може и тоа што е небитно, успеавме и да ги реализираме сите ветени проекти, може би и некои работи што може би и не биле проектирани, меѓутоа произлегле како во моменталните работи, што дали тоа произлегува од Советот или од група граѓани. Така и за наредната година ние имаме предвидено неколку проекти што веќе ги имаме како приоритети во програмата. Ние како и стално и планираме буџет за некои евентуални, да кажемо, што може да произлегуваат активности непредвидени. Јас со големо задоволство можам да кажам дека ова година помина убаво со сите, значи и со администрацијата, и советот на општината, и вкупно како население. И би сакал вака да продолжи. Нормално дека стално ми посакуваме една поуспешна, подобра календарска година и се надеваме дека ќе биде така. Меѓутоа, нашето задоволство е за тоа што успеавме да ги реализираме проектираните обврски. Бидејќи се работи за една последна седница во оваа календарска година, јас користам од прилика преку вашите медиуми да им опатам едно благодарност на сите граѓани на општина Брвеница за соработката и поддршката. Воедно им посакувам една успешна календарска година и упатувам искрени честитки во мое име, во име на локалната администрација и во име на Советот на општина Брвеница. Исто така, една голема благодарност и на советниците на општина Брвеница, бидејќи вистина ми одржавме рекордно, сигурно секој месец, па имаме 15 седници одржано ова календарска година, што значи дека и календарски и плански ги реализираме сите тие предвидени седници и би сакал вака да продолжиме и во наредната година.
Согласно законските измени има промени во роковите за предавање на барањата за легализација на бесправно изградени објекти. Од секторот за урбанизам при општина Тетово денес информираа за условите, критериумите и роковите за поднесување на барањата. Законот за легализација на бесправно изградени објекти има измени и дополнувања во однос на претходните измени што ги имало. Тие се однесуваат на роковите на предавање на барањата за легализација на бесправно изградени објекти. Со поранешниот закон лимитот беше 31 декември 2015 комплетирање на целосна документација со предавање на геодетски елаборати. Тој рок е сега пролонгиран, така што до 31 март 2016 година сите тие кои не поднели барање порано имаат можност да предадат барање за легализација на бесправно изградени објекти, за која е потребна следната документација. Нема да ги набројам сите, меѓутоа некои основните, како што се државјанство или копија од лична карта, изјава од нотер дека е објектот изграден пред 3 март 2011 година, фактури за плаќање на струја, на вода, историјат на движење на катастарска парцела каде што е изграден објектот, изјава од подносителот заверена нотар дека земјиштето каде што е објектот изграден го користи повеќе од 20 години. Има и неколку други елементи кои во формуларот кој е изготвен ги пишува сите. Ако не го реков дека предавање на геодетските елаборати до 31 декември 2017 година, така да со ова е дадена можност на многу граѓани кои поради X причини не поднеле барање во 2011 година. И апелирам до граѓаните да поднесуваат барање на време. Барањата ќе се примат од понеделник наредната недела во архивата на општина Тетово и не мора сите да дојдат прв ден да се создава гужва, него некој ќе дојде, некој и после тоа. Од вкупниот број 7900 што е, произлезе некои барања што се поднесени за објекти за кои веќе имало издадено одобрење за градење, така да бројката од 7900 не мора да значи дека сите тие треба да имат и решение, пошто некој ако има одобрење не мора да иде со легализација. Подобрување на работничките права, решавање на статусот на стечајците, воведување на поголем ред и мир во Тетово. Ова се само дел од предлозите кои тетовци ги упатија на представниците од ВМРО ДПМН, кои вчера одржаа трибина под наслов "На Македонија и треба твојата иднина". Тетовци на вчерашната трибина беа најзаинтересирани за решавање на проблемот со стечајците, но и побараа ВМРО ДПМН да се заложи во Тетово да се воведе поголем јавен ред и мир, особено во вечерните часови. Идеја да се дава ништо поволно со стечајците. Јас сум случајен случај свила 700 динара до прошла година ми работеше и жената. Сега ја избрка работеше во бутик. Јас сум без динар примања. Господин Владко со Македонија вработува ми обеќа ја ќе ги помогне, ја утре да прво ке томета, никој не те прима 60 години. Јас сум и мало идејален, с неја и докторот. Не одбијам работа, да ми се најде. А ми имам истер, немам да работам, жабил. А за работата, со работа во Шикјела, сум видел тамо на лицата, да не е битно. 6 години, стечајот трае, никога да се продаде. Каде што нон-стоп се слуша многу гласна музика. Нарочито петок и сабота до 2-2,5 ноќу. Никој не може да снеме, а сталните вечерни соби се баш во таа вертикала, каде што е капичот. Се обратуваме нон-стоп до полицијата, доаѓа полиција, седи надвор, шапните од капичот, значи ја измеваат полицијата и скандираат дури и националистички. Тоа е толку лошо, толку сме вознемирени. Не знам овој проблем како ќе се реши. На вчерашната трибина, која се одржа во Центарот за култура и Леонтески смок во Тетово, присуствуваа министрите за надворешни работи за здравство Никола Поповски и Никола Тодоров, директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски,
Пратеничката од 6-та изборна единица од Тетово Светлана Карапетрова, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово Горан Манойловски и повеќе други партиски функционери од централно и локално ниво, како и членови на извршниот комитет на партијата. Министерот за надворешни работи Никола Поповски се осврна на посветената работа на сите функционери од локално и од централно ниво за зголемување на вработеноста во државата, како и заложбите на сите функционери и членови на ВМРО ДПМН за организирање на најдобри избори во историјата на Македонија во април следната година. За ВМРО ДПМН ова не е некоја невообичаена пракса. Вие добро знаете дека ние секогаш сме близко до вас, дека се обидуваме она што сме го ветиле секогаш да го испорачаме. Пристапот ни бил да не ветуваме многу, но тоа што ќе го ветиме да се трудиме максимално да го реализираме. Тоа што сте вие дел од следната програма и што се обидуваме да собереме ваши идеи во што е можно поголем обем и квалитет, веројатно ќе ја направи следната програма на ВМРО ДПМН најквалитетна до сега. Јас можам да најавам дека за кратко време и во општина Брвеница ќе отвориме канцеларија со која што ќе им улесниме на сите оние од Брвеница да не патуваат до Тетово во делот на оставување на правата при Агенција за вработување. Пратеничката Светлана Карапетрова ги посочи реализираните проекти, како исполнување на дадените ветувања за подобрување на патната инфраструктура. Јас само сакам да напоменам неколку проекти кои ги реализиравме во изминатиот период, а тоа е патот Тетово Јажинце, кој што беше во многу лоша состојба, знаете дека е поврзување на нашата република со Република Косово, потоа патот до Фалише, патот до Лешок и патот до Непроштено, сите тие се правени со средства од владата на Република Македонија. Клучката која што се гради во Брвеница, едниот крак е веќе пуштен во употреба, се надеваме во најскоро време поради неусогласени имотно-правни односи ќе се реализира и тоа, значи во тек е постапката. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово Горан Манойловски ги потенцираше инвестициите во здравството во Тетовската клиничка болница. Кој ќе се обратам во врска со инвестициите на владата на Република Македонија на подрачјето на општина Тетово. Значи имаме комплетно изграден нов диагностичко ургентен центар, чија што вкупна вредност на инвестицијата е над 5 милиони евра. Имаме исто така дополнително вложени 1,3 милиони евра за реконструкција на одделите за хирургија, интерна медицина и хемодиализа. Исто така представува особена чест да кажам дека веќе функционира и центарот за интервентна кардиологија, со што се прошири кардиолошката мрежа во Република Македонија. Предлозите и идеите на граѓаните кои ќе бидат земени во предвид за изработка на новата програма на ВМРО ДПМН се евидентираа писмено. Гостиварци ги искажаа своите предлози и идеи на трибината што ВМРО ДПМН ја организираше синоќа во Гостивар. Изградба на канализација во стопанските зони во селото Зубовце, уредување на инфраструктурата во населбата Циглана, отворање на зоолошка градина, подобрување на условите во болницата. Ова беа дел од предлозите на граѓаните на Гостивар упатени на синокешната трибина на ВМРО ДПМН под наслов "На Македонија и треба твојата идеја". Во Гостивар беа министрите Тодоров и Поповски и директори на повеќе државни институции, кои говореа заедно со домакините од локалното раководство на партијата и пратеникот Сашо Акимовски. Опозицијата, која води деструктивна политика и нема идеи, бега од избори, подлече Тодоров во своето обраќање. Они креираат фабрики за афери, ние отвараме фабрики за народ, за луѓето. Тоа треба да се вирува во Југославија. Тоа е разликата. И затоа, гледам сега очајно, со сите сили, се обидуваат да побегнат од избори. Пратеникот Акимовски и координаторот на советничката група на ДПМН во Гостиварскиот совет зборуваа за реализираните проекти во регионот на Гостивар изминатите години и за планираните во наредната 2016-та. Јас сакам да најавам дека во буџетот на Република Македонија предвидени се средства и за изградба на 70 социјални станови во населбата Тоскано за најранливите категории на граѓани на општина Гостивар. 70 социјални станови. Камен Великот за почеток на изградба на овие 70 социјални станови, значи се очекува исто така во првите месеци на 2016 година, а негова реализација или пуштање во употреба крајна фаза 2018 година.
Еден од најкапиталните проекти локални, тоа е изградбата на мостот. Завршени се сите документи, значи на почетокот на 2016 година ќе почне конечно со изградба. Понатаму изградба на повеќе улици во 6-та зона, Млаки, Питарница, Дутлок, кај Света Петка, изградба на локални патишта, нови линии за јавно осветлување, фекална канализација во село Здуње, купување на земјиште за градските гробишта, снабдување со работни средства и контейнери во јавното комунално предпријатие, изградба на главната водоводна линија Вруток-Гостивар и подобрување колку што е можно на руралната инфраструктура. На трибината во Гостивар учесниците зборуваа и за состојбите во образованието, здравството, земјоделието и проектите во овие области што владата ги спровела во својот досегашен мандат. 16 годишник е пробуден со нож вчера во Гостивар, соопшти денес секторот за внатрешни работи Тетово. 16 годишникот Добридол е ранет со нож во групна тепачка пошто било употребено и ладно оружје вчера спроти Центарот за култура во Гостивар. Околу 18 часот на улицата пред центарот физичка пресметка започнале две лица на 21 и 22 години од Топлица од една страна, а 16 годишникот и една година постар малолетник од Сенокосе на другата страна. Во тепачката на која и предходела бурна вербална расправија, еден од инволвираните, а се сомничи 22 годишникот од Топлица, употребил остар предмет, најверојатно нож, и го прободил 16 годишното момче во стомакот, пошто двајцата повозрасни учесници во тепачката избегале. Полициските службеници потоа почнале потрага по посочените лица. Нешто подоцна тие се пронајдени и приведени во полициската станица Гостивар, а во консултација со јавниот обвинител задржани се за натамошна постапка. Против инволвираните ќе следува соодветен поднесок. Во Тетово 27 годишник кој во болница бил донесен со тешки повреди на главата и рацете, на полицајците им кажал дека тоа му го направил познаник кој половина час претходно телефонски го повикал да се сретнат. Кога се сретнале на договореното место улицата Видео Смилевски Бато во Тетово, посоченото лице со тврд предмет, најверојатно метална шипка, повеќе пати го удрило. Потоа друго лице со возило го пренел повредениот во Тетовската болница, од каде е префрлен на скопските клиники. Започнати се истражни действија за да се утврдат сите детали од случајот, соопшти СВР Тетово. И денес во Ремал во Тетово владее шопинг еуфорија, пазарување, музика и забава во пресрет на новогодишните празници. Во трговскиот центар Ремал во Тетово владее шопинг еуфорија, пазарување, музика и забава во пресрет на новогодишните празници. Денес се одржува главната предновогодишна забава со познати музички имиња како Биг Мама, Владко Лозановски, диџеј Ерол и балетското студио Менада. Воедно денес беше отворен и саемот на занаетчи. Тогаш добре дојдовте на финалниот дел од шопинг еуфорија во Ремал. Значи веќе завршуваат и можеме да го прогласиме за отворен саемот за занаетчи во Тетово. За прв пат ќе се случува во Рем центар. Ни пристигна значи занаетчи од три држави, значи од Косово, Албанија, Црна Гора и нормално нели ние Македонија домакине. Исто така, значи, денес настапуваат балетското студио Менада, тука е Владко Лозановски за кратко ќе пристигне, Биг Мама, како што гледате имаме во соработка со нашите брендови и доста атрактивни попусти и понуди за нив, вклучувајќи ги сите брендови. Дедо Мразот ни е тука, што бесплатно ќе може да се сликаат со нив нашите посетители. Ете веќе се потрудивме да понудиме една поинаква и поинтересна новогодишна атмосфера оваа година и се надевам дека тоа ќе ги задоволи сите потреби и вкусови на нашите редовни купувачи во нашиот центар. На саемот на занаетчи учествуваа представници од Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора, кои своите рачни изработки ги прикажаа и ги понудија на присутните во Ремал. Моје име е Рами Зајдаровиќ, председник невладине организација Глобус Арт. Ми сме овде први пут у Ремал. Јас сум Рамис Хајдаровиќ, председател на невладината организација Глобус Арт. Ние овде во Ремал сме за прв пат и многу ми се допаѓа овој трговски центар и тоа што го одржуваме овој саем тука.
Ова е 5-ти сајам во Тетово. Ние сме невладина организација која секаде организира вакви настани. Имавме сајами во повеќе градови во Македонија, Скопје, Тетово и Струга, потоа во Црна Гора, во Србија, Албанија и Турција. Овој сајам ќе трае од денес па се до 30 по повод новогодишните празници. Учесниците доаѓаат од Албанија, Црна Гора, Косово и од повеќе градови на Македонија. На овој сајам се изложени различни рачни изработки од дрво, рамки за слики, плетени изработки од школки од Јужна Албанија, килими од Северна Албанија кои се признати на Балканот и многу други рачни изработки. Не само у Албанија, него на Балкану, да ручни радове, ташне и тако дале. Инаку сајмот на занетчи ќе биде отворен во Ремал се до 30 месецов. Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско-урбанистички проект за неколку градежни парцели организира општина Маврово Ростуше. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови. Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско-урбанистички проект за градежна парцела со намена А1 домување во стамбени куќи на катастарска парцела број 269/1, катастарска општина Јанче, општина Маврово Ростуше. Ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во оделението за урбанизам во Маврови Јанови и во село Јанче. Граници на опфатот се дел од катастарска парцела број 269/1 со површина од 296 метри квадратни и дел од катастарска парцела број 255/2 со површина од 32 метри квадратни, катастарска општина Јанче во село Јанче. Опфатот е со вкупна површина од 328 метри квадратни и се наоѓа во село Јанче. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавувањето на соопштението и тоа од 25.12.2015 година петок до 31.12.2015 година четврток, секој работен ден од 8 до 16 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови до архивата на општината Маврови Јанови. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 28 декември 2015 година во 11 часот во просториите на оделението за урбанизам во Маврови Јанови. Од специјалното јавно обвинителство соопштија денес дека очекуваа да им бидат предадени материјалите што ги побарале и сите субјекти да започнат активно да соработуваат со институцијата. Според обвинителството, мерките кои ќе бидат преземани од нивна страна ќе бидат соопштени во средината на јануари. Во изминатиот период, како што наведуваат, особен интерес бил изразен за постапувањето по однос на бараните материјали од СДСМ и покрај отежнатата соработка, како што наведуваат во специјалното јавно обвинителство, во тек се повеќе предистражни постапки по предметите за кои е востановена стварна надлежност и постои извесен напредок во истите, но како што додаваат во овој момент не се во можност да соопштат детали во интерес на истрагата. Државниот испитен центар на својата интернет страница денеска ги објави прашањата за екстерно тестирање за учениците од завршните години на средното образование. Објавената база содржи повеќе од 85.000 прашања и има 1/5 нови содржини. Во следните 2 недели, поточно до 8 јануари 2016 година, јавноста ќе може да остава коментари за конкретните прашања, а потоа доколку има конструктивни коментари ќе бидат направени и соодветни корекции во базата на прашања, велат од државниот испитен центар. И покрај најавите дека матурантите кои ќе полагаат во јануари ќе бидат првите што ќе се оценуваат според новиот модел, нема измени во концептот на екстерно тестирање. Наставниците и средношколците не се изненадени, но остануваат незадоволни како и минатата година, бидејќи постојниот модел е полн со нелогичности и пропусти. Во пожар што бил предизвикан од камион танкер во Нигерија загинале над 100 луѓе кои чекале на ред за да се снабдат со газ. До ова дојде во местото Неви каде што живеат христијани на југоистокот на земјата. Повеќе од 70.000 лица се евакуирани во Парагвај поради големите поплави кои погодија земјата по обилните врнежи, соопштија властите.
Нивото на реките во Парагвај се зголеми денеска на речиси 7,2 метри по врнежите кои траат веќе неколку седмици, што е блиску до највисокото ниво од 7,72 метри забележано во 1983 година. Најмалку 14 луѓе загинаа во нетипичните бури и торнада што ги зафатија јужните делови на Соединетите Американски држави. Во невремето повредени се десетици луѓе, уништени се и десетици автомобили, домови и објекти во изградба. Американските сојузни држави Мисисипи, Тенеси и Арканзас се погодени од бури и торнада. Во Атланта и Северна и Јужна Каролина има обилни врнежи од дожд и громови. Поради бурите, илјадници домаќинства од Мисисипи до Мичиген останаа без електрична енергија. Од Алабама до Њујорк температурата на воздухот на бадниковата вечер се искачи на 20 степени Целзиусови. Во Њујорк измерени се рекордни 22,2 степени, што е највисоката температура од 1871 година. Во Вашингтон беа измерени 21,5 степени, а во Норфолк во Вирџинија 28 степени Целзиусови. Поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциско за време на традиционалната божична полноќна миса во црквата Свети Петар ги повика верниците на трезвеност и чувство на правдина во општеството, полно со, како што рече, нарцизам. Во светот кој понекогаш е груб спрема грешникот, а мек спрема гревот, неопходно е да се негува чувството на правичност, изјави папата пред околу 10.000 верници во Ватикан. Прославата на годинешното одбележување на Божич во базиликата Свети Петар, Франциско кој веќе 3 години е папа на Римокатоличката црква, ја посвети на барањето за трезвеност и сочувство за помалку среќните. Божич, како што рече, е време луѓето да откријат кои се. Времето денес беше сончево со слаб до умерен северен ветер. Во утринските часови по одделни котлини имаше слаба магла. Утринските температури се движеа од -3 до 0 степени, а дневните од 1 до 8 степени. Поред метеоролозите, утре не очекува претежно сончево време, предпладне со слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -3 до 1 степен, а дневните од 2 до 10 степени. Почитувани гледачи, временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.